Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе почнеме со проучување на втората глава од посланието до Ефесјаните. Всушност, оваа глава е како продолжение на вистините кои ги обработувавме во првата глава. Токму затоа почнува со сврзникот и. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега дејствува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите, чеда на гневот. Во последните стихови од првата глава, Павле пишува за Божјата сила која го воскресна Исус од мртвите. Апостолот вели, токму таа сила им е достапна и на Божите деца. Тоа е силата која нив ги воскресна од духовната смрт и силата која им овозможува да живеат како Божји синови и ќерки. Тоа е една од темите во ова послание. Доктрината дека Божјата сила им е достапна на верниците, односно на оние кои веруваат и живеат во контекст на Исусовите зборови, смрт и воскресение. Тие се луѓе кои се духовно воскреснати преку Божјата сила. Што се однесува до силата која Бог му ја даде на човекот при создавањето, мислам дека Создателот со намера не му даде на човекот поголема сила, бидејќи постои опасност од злоупотреба. Всушност, самото користење на атомската енергија е добар доказ дека на човекот не треба да му се довери одговорност да раководи со голема сила. Човекот ја создаде атомската бомба. И кон што доведе тоа? Мир во светот? Не, туку повеќе војни и повеќе опасност за целиот свет. Немојте да мислите дека ниту една земја нема доволно храброст да искористи нуклеарна бомба. Сигурен сум дека во денешниот политички свет има голем број луѓе кои би искористили атомска бомба доколку се најдат во тесно. Така што, според мене, тоа е многу добар доказ дека човекот не заслужува да му биде дадена поголема сила од таа што веќе ја поседува. Дури и таа што ја поседува, често ја злоупотребува и ја користи за исполнување на лоши цели и планови. Но Павле вели дека Бог им дава на христијаните сила каква што науката никогаш нема да има. А тоа е силата која го воскресна Христос од мртвите. Да се вратиме на втората глава од посланието до Ефесјаните. Главната тема на оваа глава е дека црквата е како храм. Патем, сакам да појаснам дека од библиска гледна точка, зборот црква не треба да се поистоветува со градба, туку со луѓето. Но во оваа глава Павле само прави споредба помеѓу црквата и старозаветниот храм. Споредбата на апостолот е многу јасна. Тој вели дека во Стариот Завет храмот беше направен од привремени материјали, а во Новиот Завет Бог ја гради црквата од луѓето кои се дел од неа. Шаторот, а потоа и храмот во Стариот Завет, важеа за места во кои пребива Божјата слава. Една од главните активности во шаторот, а потоа и во храмот, беше жртвопринесувањето кое се случуваше секојдневно. На сличен начин, и црквата како жив храм е основана врз жртвата на Господ Исус Христос, која за разлика од старозаветните жртви, беше принесена само еднаш. Во Евреите 9:25 и 26 пишува: И не да се принесува себе како жртва повеќе пати, туку како што првосвештеникот влегува во светилиштето секоја година со туѓа крв. Инаку тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот. А сега, еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. Апостолот Павле вели дека за разлика од старозаветниот храм, кој беше изграден од вистински камења, црквата е изградена од живи камења. Односно, секој верник е како камен кој придонесува во изградбата на Божиот жив храм. Самото тоа што црквата е живо тело и жив храм, подразбира дека таа треба да го покаже и објавува Божиот живот пред луѓето од светот и да ги повика да бидат дел од Божиот план и народ. Една од причините зошто некои цркви не можат да го направат тоа е бидејќи нивното функционирање е засновано на ритуали и обреди. Не велам дека ритуалите и обредите се погрешни сами по себе,
Но тоа што сакам да го кажам е дека ако тие се основата на функционирањето на една локална црква, тогаш големи се шансите дека во неа нема да го најдете животот кој произлегува од Бог. Бог сака да имаме активно и длабоко општење со Него, а не само да извршуваме ритуали кои не ги ни разбираме. Во оваа глава, апостолот Павле аргументира дека Бог не престојува во храм кој е направен од човечки раце, туку пребива во верниците. Ке го прочитам Дела 17, 24 и 25. Бог, кој го создаде светов и се што е во него, тој, кој е Господ на небото и на земјата, не живее во ракотворени храмови, ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто. Но сам на сите им дава живот, здив и се. Во 1 Коринтијаните 6:19 апостолот Павле вели: Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ни е даден од Бога, и дека не припаѓате само на себе? Тука сакам да нагласам нешто што е од особена важност за темата која ја обработуваме. Храмот не беше место каде Божјото присуство беше целосно опфатено. Сетете се дека за време на посетувањето на храмот, царот Соломон рече: Но зар Бог ќе сака да живее на земјата? Небото и небото на небесата не се доволни да те соберат, а уште помалку овој храм што сум го изградил јас. Барем оние луѓе кои се разбираа во духовните нешта, знаеја дека Бог нема да живее во толку мала градба, туку дека само се објавува во неа. Што се однесува до начинот на кој поголемиот дел од народот го разбираше Божјото присуство во храмот, помеѓу старозаветните експерти има различни мислења. Некои сметаат дека израелците веруваа дека Бог живее во храмот, а поголем дел од нив сметаат дека и народот беше свесен дека Бог не може да живее во објект изграден од човечки раце. Бог никогаш не живеел во градба направена од човечки раце. Неговото присуство во храмот беше само делумно. Тој е се присутен и не може да се затвори само на едно место и во една просторија. Има уште една значајна разлика помеѓу црквата и старозаветниот храм, а тоа е положбата на неевреите во храмот. Некои од вас може би го знаат ова, но во дворот на храмот имаше еден дел во кој можеа да дојдат неевреите и да го обожуваат Бог. Тој дел го имаше и во така наречениот Иродов храм. Кога Исус ги преврте масите на трговците, тие всушност се наоѓаат токму во таа област од храмот која беше направена за неевреите. Интересно е тоа што областа во која неевреите можеа да му се поклонат на Бог беше подалеку од влезот на храмот, во споредба со онаа на евреите. Со други зборови, неевреите не можеа да се приближат до храмот на ист начин како евреите. Но во Ефесјаните 2:13 Павле пишува: Но сега, во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку крвта Христова. Поради жртвата на Христос, ние можеме да му се приближиме на Отецот. Нема веќе разлика помеѓу евреите и неевреите. Овие нешта ни помагаат да имаме добра позадина при проучувањето на втората глава од Ефесјаните. Пред да почнеме со нејзина обработка, сакам да напоменам дека исто како првата, така и оваа глава можеме да ја поделиме на 3 дела. Да ве потсетам дека главната тема на оваа глава е дека црквата е како храм. Во првите 10 стихови, Павле пишува за материјалот кој Бог го исползува при изградбата на тој храм. Од стих 11 до 18 читаме за методот на изработка, а од стих 19 до 22 читаме за значењето и важноста на храмот. Ајде прво да размислиме за материјалот кој Бог го употребува при изградбата на црквата. Во првите 2 стиха, Павле ги подсетува христијаните во Ефес дека пред Христос да ги пронајде и спаси, тие живееја според животот на овој свет. Односно тоа значи дека тие се водеа според вредностите и принципите на светот во кој живеат. Кога Павле пишува за светот, тој не мисли на земјината топка, туку за световниот систем на вредности кој е спротивен на Божјиот збор и Божите вредности. Ке го прочитам текстот. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега дејствува во синовите на неверието.
согласно со кнезот на воздухот. Тоа се однесува на сатаната. Односно на духот кој сега действува, сатаната е се уште активен во синовите на неверието. Сатаната действува во оние кои не веруваат во Христос. Сатаната е свесен дека оние кои не се Христови се мртви во нивните престапи и гревови. И затоа се обидува да стори се што може за да се осигура дека никогаш нема да се покајат и да поверуваат. Тоа е една од причините зошто во светот постојат голем број култови. Самото тоа е доказ дека сатаната е активен и воопшто не седи мирен. Пред некое време една личност ми рече: "Не знам дали знаеш, но неодамна во тој култ се случи вистинско чудо." Не велам дека не е возможно, но прашањето е: кој стои за тоа чудо? Бог или сатаната? Моje лично уверување е дека сатаната може да ги направи многу од чудата за кои читаме во писмото. Зарем врачарите во Египет не успееа да повторат дел од чудата на Мојсей? Се разбира, не ги повторија сите чуда, бидејќи Божјата сила е поголема од она на сатаната. Но кога една личност ќе се приближи до Бог преку духовното раѓање, верата и молитвата, сатаната веќе нема авторитет во тој живот. Затоа, неговата цел е да ги држи луѓето што подалеку од Бог, бидејќи знае дека тогаш се најранливи. Патем, во врска со некои од стиховите кои ги обработуваме во оваа и следната епизода, конкретно зборувам за стиховите од 1 до 7, сакам да знаете дека има причина зошто изгледаат малку комплицирани. Ако ги прочитате, ќе сватите дека речиси и да нема точка помеѓу нив. Тоа е навистина необично за старогрчкиот коине јазик, кој речиси никогаш нема толку долги и сложени реченици. Старогрчкиот коине јазик е релативно лесен за читање за оние кои го знаат. Но првите 7 стихови од втората глава прават нешто што се нарекува периодична реченица, односно сложена реченица во која целта на мислата не е искажана на почетокот, туку на самиот крај. Сето ова ни дава до знаење дека авторските вештини на Павле и неговото познавање на старогрчкиот јазик беа навистина добри. Како што веќе спомнав, фактот што втората глава почнува со сврзникот «и» значи дека нејзината содржина е поврзана со содржината на првата глава. Во првата глава од ова послание, апостолот пишува за спасението и за Божјата сила. Тоа е силата која ги воскреснува духовно мртвите и им дава живот. Затоа во првиот стих од втората глава вели: "И вас, кои бевте мртви." Тоа се однесува на духовната смрт која ја имаме во Адам. Во Римјаните 5:12 пишува: "Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија." Како сгрешија сите луѓе? Преку првиот човек. Јас сум потомок на Адам, и неговиот грев е и мој грев. Ја имам истата природа како и тој, и токму затоа во мене немаше желба да му се приближам на Бог, бидејќи бев мртов во моите гревови. Кога размислувам за моето обраќање кон Бог, навистина мислам дека тоа беше чудо. Бог ме спаси мене, мало момче кој порасна во дом на релативно чесен човек, но човек кој не беше заинтересиран за одење во црква. Татко ми никогаш не покаже интерес да биде дел од црквата, а сепак ме охрабруваше да одам на часови по веронаука. Мене не ми се допаѓаше тоа, но немав друга опција, освен да присуствувам на тие часови. Татко ми почина кога имав 14 години, и тогаш застранив од добриот пат. Тоа беше период од неколку години кога направив многу погрешни одлуки во животот, и навистина ми е жал за тоа. Сакав да живеам своеволно и никој да не ми кажува што треба да правам, каде не треба да одам, кога треба да се враќам дома и слично. Токму во тој период сретнав еден човек од Унгарија, кој ми рече дека многу го подсетувам на неговиот мртов син и наводно почна да се грижи за мене. Човекот беше голем грешник и ме носеше на места на кои 16 годишен тинејџер не треба да оди. После се што ми се случи, дојдов во фаза од животот во која ме фати носталгија за родното место. Мислам дека тоа беше Божјото дело во мене. Се вратив назад во родното место
И мислам дека, ако не го сторев тоа, само прашање на време беше кога сатаната ќе ми ја земеше душата. Јас бев мртов во моите гревови, но еден човек ми кажа дека можам да имам мир со Бог преку Исус Христос. Тоа беше најубавата вест што ја имав чуено во животот. До тој момент, јас постојано бегав од Бог и од Неговата љубов. Но тој се уште ме сакаше и чекаше да се свртам кон Него. Во Него најдов живот. Во 1 Коринтијаните 15:21 пишува: бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. Духовната смрт за Адам дојде во моментот кога тој му беше непослушен на Бог. Тој побегна од Бог и затоа кога Бог го бараше, Адам се обиде да се сокрие. Тоа е духовната состојба на секој човек. Генерално гледано, луѓето не сакаат да имат блискост со светиот Бог, бидејќи се свесни дека се грешни. За да бидат блиску до Него, потребно им е простување и оправдување. Дента кога Адам го касна плодот, тој не умре физички, но во него веќе немаше копнеш за општање со Бог. Адам беше одвоен од Бог. Токму тоа е значењето на зборот смрт. Смртта е одвоеност. Физичката смрт е одвоеност на телото од душата и духот. Духовната смрт е одвоеност на човекот од неговиот Создател. Библијата вели дека секој потомок на Адам се раѓа духовно мртов. Само дејството на Светиот Дух може да му помогне на човекот да свати дека има потреба од Бог и од Божјата милост. Во минатото имав привилегијата да бидам пастор на една црква која беше започната и низ годините беше одржувана од многу добри и познати пастори и проповедници. Кога бев поставен за пастор, сакав да им служам на тие луѓе најдобро што можам и со тоа да му оддадам слава на Бог. Пред да застанам да зборувам на проповедалната, му се молев на Бог и му велев: Боже, признавам дека сум безпомошен и безнадежен. Денес ке зборувам пред луѓето од црквата, а добар дел од нив се мртви во своите гревови и беззаконија. Јас немам што да им кажам на овие луѓе, но те молам, ти да им зборуваш преку твојот свет дух. Донеси живот таму каде што има смрт. Навистина сум му благодарен на Бог што тој често ги слушаше моите молитви и даваше позитивен одговор на истите. Господ Исус Христос рече дека Светиот Дух ќе сведочи за гревот, правдата и судот. Тоа е она кој им е потребно на духовно мртвите. Само Духот може да ги оживее и приближи до Отецот. Го прашале некој човек што се тоа гробишта, а тој рекол: гробишта се место каде што живеат мртвите. Мислам дека од духовна гледна точка може да се каже дека земјината топка е како вид гробишта, бидејќи поголемиот дел од луѓето кои живеат на неа се духовно мртви. Знам дека на голем дел од оние кои се духовно мртви не им се допаѓа тоа што го велам. Но мојата цел со овие проучувања не е да им го кажувам на луѓето тоа што сакаат да го слушнат, туку тоа што Библијата го зборува. Кога некој е свесен дека е духовно мртов, тоа е добра почетна точка која може да води кон животот и силата што произлегуваат од Бог. Никој не може да дојде до духовниот живот ако претходно не признае дека е духовно мртов. Денес има милиарди луѓе кои се духовно мртви. Ако вие сте еден од нив, време е да поверувате во Христос и да го следите. Следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.